Зад приказна со наводно пророчки сон се криело еднокрвно убиство. 48-годишната жена од Таор била убиена од поранешниот сопруг. Во четвртокот вечерта осумничениот ја земал со автомобил од работа, ја однел во тешко пристапен терен кај селото Летевци и физички ја нападнал. Со голи раце ја давел поранешната сопруга до последен здив. Со дел од неговото тело силно ја притиснал на вратот, а истовремено и ги држал затворени устата и носот за да не може да дише. Жртвата пружала отпор и се бранела, но не успеала да се оттргне и се задушила и починала на лице место. Телото на жртвата го сокрил меѓу дрвја и го покрил со гранки, а следниот ден ја пријавил жената за исчезната. Ова му било алиби за прикривање на свирепото убиство. Смислил морбидно сценарио, а вмешал и други лица. Се јавил на тројца пријатели да му помогнат во потрагата, велејќи им дека жената на сон му се јавила барајќи помош и му кажала на која локација се наоѓа. На 27 јуни на тројца познаници им кажал дека знае каде се наоѓа жената бидејќи му се појавила во сон и му кажала каде да оди за да ја спаси. Сите со возило се упатиле кон локацијата каде го забележале телото на жената и пријавиле во полиција. Токму ова филмско сценарио со кое глумел загрижен сопруг за обвинителството било клучен доказ за неговата намера да го прикрие делото, поради што судија на претходна постапка му одреди мерка притвор. Според судот постои опасност осомничениот да го повтори делото, но и да влијае на сведоците. Оваа грозоморна завршница ги потврди сомнежите кои ја потресоа јавноста уште вчера. Жртвата последен пат била видена жива во четвртокот во продавницата во соседното село Ржаничино, каде што работела. Мештаните на Таор, каде сопружниците пред неколку години купиле куќа. Уште вчера во неформален разговор за Сител посведочија дека од нивната куќа постојано се слушале расправи и викотници. Осомничениот според сведоштвата на селаните често бил и под дејство на алкохол. Истрагата треба да утврди каква било улогата и на тројцата пријатели на осомничениот кои исто така беа уапсени од полицијата. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.